Го започнуваме финишот на денешното издание на утринската програма со одлични гости кои што поводот по кој што се дојдени е навистина одличен, најавуваме многу работи како и меѓу другото песната најнова. Токму така, македонското дуо Next Time после ќе ми испрва 13 или 15 години музичка кариера, сега излегува со нивна авторска песна. Се работи за доста емотивна приказна, се разбира ќе ни откријат, зборуваме и за нивниот предстоен концерт, се што е ново, се што има да кажат Стефан и Мартин Филиповски. Добро ни дојдовте. Добро. Како сме? Добро утро. Не баш навикнати да станувате толку рано. Гледачи кои што станале да гледат. Да ти исправиме, мораме да те исправиме. После 18 години сме на естрадата, меѓутоа после 13 години, значи од 2014 немаме напишано нешто од наши раци, нашава креативност, така да затоа и објавивме после 13 години се наоѓаме во креативен процес каде што даваме на Next Time да има нешто авторско, нешто по кое што и нас ни амбиција нели да се докажеме пред публиката и верувам дека публиката сака да слушне нешто. Значи ова се е прва песна по 13 години, да, последната напишана песна од нас лично се вика Светот во раце и таа беше 2013 година. Добро, после тоа имавме нели соработки со Слаткаристика за Океани и Магдалена, но вака како сами артисти, ова е прв наш проект. Славам. Славам е новата песна која што всушност има и порака длабока, емотивна, која што верувам ќе ни ја откриете во моментов. Станува збор за пријателство, кумство и нешто кое што не се треба да се осврнеме во ова ново време на живење и повеќе време да посветиме на луѓето кои што ни значат. Па да, тоа е приказна која што лично бев инспириран да напишам текст за тоа. Ми дојде момент на мојата свадба, ми дојде момент затоа што мојот кум живее во Австралија, во Перт, и си викам што ако дај Боже имам дете за брзо и славиме се за дете, нели како што викаме мекици, и се ти е убаво, меѓутоа кумов не ти е тука, значи или најдобриот другар и си постави прашање како би се чувствувал тогаш. Се да ти е убаво, све да ти е перфектно, меѓутоа само едно нешто ти фали, тоа е најдобриот другар. Изминатиот период ве пратиме и нели се препознатливи по тој примес на македонска традиционална музика. Дали ова значи некој пресврат, односно дека одите во нов правец? Не значи дека одиме во нов правец. Мислам, преработките беа проект за нас. Иако на почетокот со самото излагање на Ја излези Ѓурѓо, нели започна целиот тој проект, не бевме свесни дека ќе направиме цел албум, но ете, кариерата и животот не однесе таму да го затвориме со 10 песни. Веројатно и реакцијата од публиката кон тие песни наистина допринесе да тоа стане албум. Па нешто кога има внимание и почит, нели мораш да продолжиш и мора да го работиш истото, така да го затворивме тој проект. Мајка, сега мислам дека сме во друга фаза нели во нашата кариера, каде што сакаме да се вратиме на авторската музика, компонирање. Никогаш не искочило тоа од нас, но едноставно заглавивме 10 години со овој проект Мајка со Никол Омицевски го работевме тој нели проект. Никол Омицевски мислам дека и сега е автор на музиката и аранжманот. Меѓутоа за волја на вистината ние сме тим кој што секогаш учествува заедно во креацијата, во креативниот процес на самата музика, меѓутоа тој го носи најодговорниот дел, а тоа е да ја направи музиката. Имате и видео кој е снимено во Тоскана, кој е приказано тука со оглед на тоа дали дека Тоскана е еден од најубавите региони, меѓутоа има ли нека друга позадина? Зошто е одбрана оваа локација? Па добро, видете, бевме поканети на свадба на наши пријатели. Така да викам зошто не го искористиме и тој преубав предал, нели? Има прекрасни работи што можеме да ги искористиме за еден видеозапис. Во еден видеозапис да знаеме дека мораш да имаш и нешто ново, некои убави локации, убав амбиент за да придонесе за самиот изглед на видеото и слика. Така да искористиме неколку кадри, остатокот го снимивме тука, имаме кадри каде што е снимено во Градско, личи на Тоскана, но не
баш луѓе што не среќаваат викаат еј па мислевме дека ова е позади Тоскане. Сцена каде што седиме со една маса и каде што пееме, мисла дека тоа е Тоскана, но не е, тоа е во Градско. Имаме ние наша Тоскана, тоа е блиску до Градско. Општина Градско, така да искомбиниравме, снимавме и во Тиквеш. И имаме можност да го погледнеме целиот видео запис, меѓутоа она што исто така подготвувате и верувам дека тука притисокот веќе и расте. Летото ни завршува, 27 ноември е резервиран датум за концерт. Што сеќе може да види и да доживее публиката? Ќе може да види Next Time да ги види. Тоа е нели најбитно, а Next Time ќе понуди се она што сме сработиле во овие нели 18 години кариера. Така да ќе направиме еден, за разлика од Јане Седнански, ќе направиме микс од сите наши песни до сега што сме ги сработиле. Се враќаме и на авторското и на преработките. Така да може да очекувате еден спектакл што лично јас и Стефан им го гарантираме. Може ли нешто повеќе да се открие, дали имате гости на концертот од колегите со кои што во овие 18 години сте соработували? Веројатно би имале гости, меѓутоа пред се акцент ставаме на Next Time. Знам дека тоа е многу битно во Македонија кој ќе биде гостин, меѓутоа сами ако не можеме да наполниме сала, џабете и гости. Така да меѓутоа да, имаме драги колеги. Знам дека тука сигурно ќе биде Слаткар, 90% до сега, може ќе има некој ангажман, не знам, затоа што имаме заедничка песна или две песни. Ќе видиме што понатаму, нека биде изненадување, меѓутоа знаеме дека ние ќе бидеме таму. Ќе биде поделено на два блока, мислам дека кажа Мартин или не кажа. Прво ќе настапиме со првиот дел од нашата кариера, тоа е поп-рок музиката во некои нови аранжмани и после тоа ќе парт 2, ќе биде или дел 2, ќе биде ова народна патриотска музика. Во меѓувреме ќе има верувам и нови песни. Како што веќе работиме на уште една до две песни. Да бидеме искрени, тешко иде кај нас, не затоа што не сме креативни, имаме ние, можеби сега 4 песни на располагање, меѓутоа е тешко да одбереш дали е вистинско време сега или понатаму или пред концерт. Мислиме дека после септември би издале уште една песна која што веруваме дека е доста содржинска. Како е соработката ваша? Вие сте браќа и тоа е лесно или тешко? Оди во прилог или не? Тешко е. Има и позитивни страни, меѓутоа и негативни. Позитивните страни се тоа што позитивните се повеќе. Да, повеќе не, има, меѓутоа да бидеме реални како во секоја работа. Меѓутоа тоа значи дека ние сме два различни карактери. И понекогаш мојот вкус за музика и тоа што мислам дека може повеќе ќе се допаѓа на публиката, може да не се согласува Мартин, меѓутоа правиме некој компромис, каде што на крај мислам дека е со плод. Благодариме што утрово бевте дел од утринската програма, што издвоивте време да најавиме и солистички концерт, меѓутоа и се ова ново што периодов работите. Секако, од она што ние успеваме да гледаме на социјалните мрежи, добри се реакциите за новата песна Славам, која што ќе имаме можност сега и да ја слушнеме, но и да погледнеме целиот видеозапис.